Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Нов живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Добре дојдовте. Нашата денешна тема – правата од областа на социјалната заштита. Одиме во живо на 31 31 332. Нашите слушатели, доколку имаат прашање за нас, можат да се вклучат. Доктор Маљановски, ќе ги одвоиме сепак оние права на граѓаните, нели, кои се најмногу, да речеме, барани или за кои претпоставувам има најмногу интерес. Ќе одиме со ред, ќе почнеме со социјалната парична помош и да видиме што таа представува, колку изнесува, кој се може да ја добие и така натаму. Повелете. Така. Почнуваме со една област која е навистина застапена буквално во скоро сите држави во светот. Социјални системи имаме секаде. Во некои поразвиени држави овие права се нешто повисоки, како што се, например, Канада, нордиските земји, Германија, Америка, Австралија. Некаде се правата помали и во износ помалку, а некаде дури, како што зборуваат информациите, дури ги нема. Нашата држава по бројот на права е навистина во, да кажеме, можеме во горниот дел на државите кај кои системите на социјална заштита се доста развиени. Во глобала речено, Министерството за труд и социјална политика, овие права се всушност трансфери на материјални средства до крајните корисници, односно лица кои по било каков основи кои ќе ги споменеме во нашата емисија, имаат потреба од материјална помош од страна на државата. Покрај правата, во склоп на Министерството, во глобала зборувано, па кажувам, се и услугите кои во оваа прилика нема да ги уфатиме и кои исто така се исклучително значајни заради соработката со другите системи во државата. Што се однесува до правата од областа на социјална заштита се, како што испомнав, голем број, почнувајќи од социјалната помош и други, кои би ги поделил во три категории. Тоа се права кои се однесуваат за лица кои се работоспособни, права кои се однесуваат за лица кои се со нарушена здравствена состојба, како и права кои се однесуваат за деца без родители и родителска грижа, и последната посебна област се правата од областа на заштита на децата согласно Законот за деца, а овие претходните се согласно Законот за социјална заштита. Да, за детските права ќе зборуваме подоцна во секој случај. Кои се само да ги набројам на кратко правата од областа на социјалната заштита кои се однесуваат за работоспособните граѓани. Тоа се правото на социјалната парична помош, тоа се субвенциите за потрошена енергија и условниот паричен надоместок, еднократната парична помош, социјалната право за азиланти, паричната помош за згрижувач, дури и платата за скратено работно време, односно, како што вели во законот, надомест за плата за скратено работно време согласно член 82. Како и правото за материјален надоместок на згрижувачките семејства. За лицата со нарушена здравствена состојба, во втората категорија, која ако имаме време исто така ќе ги образложиме, тоа се за лица со постојана парична помош, туѓата нега, или како што е во законот насловена паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
Потоа право кое е релативно ново, неколку години назад го имаме, тоа е мобилност, слепило и глувост. Понатака имаме посебниот додаток за деца, правото на парична помош за самохран родител кој има дете со пречки во развојот и други. Во групата за деца без родители и родителска грижа, тука имаме навистина една група на права кои согласно материјалните издатоци кои се одвојуваат се исклучително значени, со напуштањето на евентуално згрижувачко семејство после 18 години или во институциите за социјална заштита, овие деца добиваат еднократна парична помош од 3000 евра, еднократна, а децата се под закрилје на државата и нив ги следиме до 26 години. Во меѓувреме, со други програми и проекти се обидуваме да обезбедиме за нив стамбен простор, односно место на живење. Во случај да не добијат стан, тогаш добиваат материјален доместок за киријата да плаќат. Зборувам за возраст до 26 години, парична помош за студирање, паричната помош за другите облици на живење во насока на некаков аспект од здравственото живење. За правата од областа на детската заштита би зборувале за детскиот додаток, посебниот додаток, родителскиот додаток за новороденче, за кој следи за сите новородени дечиња бебиња во Република Македонија, родителскиот додаток за трето дете, родителскиот додаток за четврто дете и единствениот родителски додаток, кој исто така е согласно овој закон. Но, да се вратиме на категоријата, односно првиот закон за правото на социјална парична помош, право кое е, можам слободно да кажам, во последно време прилично намалено. Ние не претерам 6-7 години, бројот на корисници на социјалната парична помош изнесуваше негде и до 70.000 носители. Значи, 70.000 носители на парична помош, кога ќе земеме дека тоа значи 70.000 семејства. Оваа бројка, за наша среќа и за среќа на сите што работиме и живееме во нашата држава, во моментот изнесува некаде околу 30.000. На што се должи тоа? Повеќе од половина, преполовена. Преполовена. Значи, се должи на фактот дека огромен дел од овие луѓе си го нашле местото под сонцето, односно се вработиле. Дел од нивните семејства исто така се вработиле и не се со висок социјален ризик, односно не биле во состојба да го побараат ова право. Значи, се извинувам, велите, во моментов имаме околу 30.000. Да. Значи, носители. За кого се однесува, односно кој може да аплицира за ова право? Значи, правото се однесува за лице кое е способно за работа, материјално необезбедено и кое според други прописи не може да обезбеди средства за екзистенција, односно подносител за ова право е лице кое е невработено, кое активно бара работа согласно законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Значи, како носител. Се однесува за семејство заради тоа што еден од нужните услови е да никој во семејството не привредува. Значи, нема работен однос. Колкав е износот за ова право? Висината за паричната помош на носителот е 2334 денари, а за секој следен член во домаќинството, односно семејството, основицата се зголемува за коефициент од 0,37 и државата трансферира средства само до 5 членови. Напоменувам, значи се работи за право каде што носителот е работоспособно лице,
кое што секој момент би можело да биде вклучено во работните процеси. Евидентирано во агенцијата Во за агенцијата, вработување, точно. претпоставувам. Значи, евидентирано во агенцијата за вработување. Со аплицирањето, огромен дел од документите се добиваат по службена должност, како потврди од агенцијата, од управа за приходи и така натаму. Единствено е што треба да дојде и да го пополни барањето, да поднесе лична карта и така. Се прави увид во семејството и се, значи, после тоа се оваа помош следи на секое семејство, што е со висок социјален ризик. Ова право со овие износи и овие висини на материјални средства важат во првите 3 години. 100% нели? Да, 100%. Значи, по истекот на третата помощ година, односно по завршетокот на третата година, ова право се намалува 50% од утврдената висина. По исклучок од ова право, домаќинствата во кои имаат невработено лице инвалид на трудот, кој не користи на доместок од центрите за вработување или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување или носителот на правото е невработено лице на кој му недостасуваат најмногу 5 години до остварување на правото на пензија, не се намалува. Значи, за 50% него продолжува социјалната парична помош 100%. Кои се причините за укинување? Во меѓувреме, значи во текот на една година се прават редовни увиди. Носителот на правото би требало да по било кај основ кој е запознат, да, ако се променете состојбата, во смисла, да, се роди нов член, некој член се ожени, омажи или се вработи, да сето тоа го пријави во Центарот за социјална работа. И врз основа на таа пријава или му се укинува правото или правото се зголемува. Има случаи кога ова право мирува. Тоа се случаи на некои временски вработувања, неколку месеци, бидејќи во тие месеци он ќе зима личен доход, значи правото мирува, не се укинува, туку само мирува, нормално со потврда од работодавачот дека е на примерно одредено работно време. А што ако некој од примателите на социјална парична помош се вработи, меѓутоа тоа не е евидентирано во агенцијата за вработување? На неговата сметка има прилив на Ако по било каков основ неговата сметка, односно на потврдата од управа за приходи, се покаже дека има некаков прилив, тој прилив е ограничен. Јас во овој момент мислам дека е до 10.000 денари, заради тоа што може да биде од странство, може да биде некаква награда, така тојата не се зима, али треба да се пријави за како би продолжило правото на социјалната парична помош. Во случај да се стори кривично дело, односно непријавување, тогаш средствата што ги добило државата би требало да ги враќа и да тие бидат вратени со 12 месечни еднакви рати на државата. Сакам најнапред исто така да напоменам дека сите овие права, односно местото каде што се поднесуваат барањата, за сите овие права се центрите за социјална работа на територијата на целата наша држава, а ги има 30, така да сите граѓани кои се во состојба за некој од овие права што ќе бидат денеска спомнати, местото каде што би требало било што да прашаат се надлежните центри за социјална работа. А во моментов на 31 332 доколку значи сте во тек со нашата емисија, може да поставите прашање на доктор Малјановски. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. До 15 часот сме и денеска во Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Малјановски.
Ги споменавме условите за добивање на социјална парична помош за работоспособни лица. А сега, доктор Малјановски, што представува условниот паричен надоместок? Имаме две права кои се директно врзани со социјалната парична помош. На кој начин? На начин што ние знаеме дека социјалната парична помош не е голема. Кога ќе се соберат сите средства, тоа се навистина средства кои се ограничени во својот износ. Од тие причини сакаме семејствата на еден начин да им помогнеме во нивното екзистирање и заради тоа имаме две права кои навистина значајно го подобруваат стандардот на семејството. Тоа се правото на паричен надоместок за средно образование и условниот паричен надоместок за енергијата. За какви права се работи? Значи се работи за вкупен износ, кога се работи за условниот паричен надоместок за средно образование, за вкупен износ од 12.000 денари, односно месечно по 1.000 денари, кои се даваат на семејството кои се корисници на социјална помош, во случај да во тоа семејство има дете кое е запишано во средно училиште. Се помага, се мотивира, значи, согласно законот за средно образование, да децата го посетуваат средното образование, да бидат редовни и на еден начин да им се помогне во нивното школување. Покрај бесплатните учебници, сите оние работи кои државата ги обезбедува, и од областа на Министерството за труд и социјална политика се обидуваме на еден начин да им помогнеме на овие семејства со паричните надокнади од 1.000 денари месечно, односно 12.000 денари во текот на годината. Услов е, значи, да детето редовно оди, да не ја повторува годината, и кое го утврдуваме врз основа на тримесечните извештаи што ги добиваме од сите средни училишта на територијата на Република Македонија, каде што овие наши деца го посетуваат средното училиште. Што се однесува до условниот паричен надоместок за енергија, тој, колку што се сеќавам, беше 800 денари, меѓутоа со тенденција на зголемување зборувам годишно, месечно, а тоа значи да овие 800 денари се даваат на семејства кои се приматели на социјална помош и кои ја наплаќаат или се наплаќа или дел од електричната енергија која се докажува преку сметките или со сметка за купено друго гориво, како што е дрвата, нафтата или други палети или така натака и така натака. Со овие средства на еден начин во секој случај се подпомага семејството да екзистира и да функционира најнормално што може и да со желбата да се обиде на секој начин да барем еден член, ако е можно и другите членови да се вработат и да нормално функционираат во државата. Значи, ова што го споменавте, го добиваат исто приматели на социјална помош. Така, значи, тоа се само за корисници на социјалната парична помош. Го добиваат. Значи, ова се плюс средства. Да. Следен кој по бројот на приматели е едно од да не кажам гломазните права, тоа е паричниот надоместок за помош и нега од друго лице или другаче наречено туѓа нега, што ние во секојдневниот жаргон го кажуваме. Овој паричен надоместок за помош и нега од друго лице согласно од член 72 Законот за социјална заштита и правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице има лице над 26 годишна возраст со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба на кому е неопходна помош и нега од друго лице, заради тоа што не може само да ги задоволува основните животни потреби.
Имаме две висини за парична материјална надоместок. Тоа е се каде што здравствената состојба е од помал обем и тој изнесува месечно 3702 денара, и каде што е во поголем обем засегната здравствената состојба изнесува 4185, и нормално сите овие износи се усогласуваат со просечната нето плата што ја објавува за Државниот завод за статистика. Во овој момент ние имаме отприлика околу 22 до 23 илјади, барем така зборуваат корисници на овој паричен надоместок. Паричниот надоместок релативно лесно се добива, релативно лесно заради документацијата. Значи барањето се поднесува до Центарот за социјална работа. Во прилог се покажуваат личната карта и од банкарските транзакциони сметки. Се оди на матичниот лекар закажува конзилијарен преглед и лицето е повикано во една од медицинските установи каде што се врши конзилијарен преглед, каде што има увид во документацијата. Во врзостава на тој наоти мислење, нашата комисија во рамки на Министерството за труд и социјална политика го изготвува решение и паричната помош доаѓа на трансакционалната сметка на лицето на кому е неопходна. Лицето во огромен случај лицето ополномоштуваат своји блиски роднини заради тоа што они не се во состојба да ги подигнуваат средствата, меѓутоа сигурно апсолутно сум сигурен дека средствата доаѓаат во правите раце на оние што им е најнеопходно, значи на лица кои им е неопходна туѓа нега. Така, на колку време тоа треба да се обновува, доктор Маљановски? Зависи од лекарската комисија. Значи имаме обновување немаме обновување, меѓутоа контролни лекарски прегледи. На дел е, значи, доживотно, до крајот на животот, а на дел на година дена, на 2 години. Све зависи од природата на болеста, можност од лекување и други околности. Во секој случај санкции постојат, односно јас скоро да ги наброив сите неопходни документи кои се потребни за аплицирање. Санкциите постојат во смисла на непријавување при евентуално оздравување, односно почување со нормално функционирање или евентуална смрт. Значи би требало веднаш да се пријави, да биде пријавено тоа и да прекине исплатата на овој паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Велам, тоа е едно од најзастапените категории. Огромна е плејадата на болести кои ги опфаќа, меѓутоа за жал тоа се болести кои се навистина од потежок карактер, односно од потешките болести, каде што на овие лице им е неопходна придружба и помош во нивното функционирање, односно живење. Така, само да споменем уште еднаш од сите овие категории што ги споменавме и од информациите ја што ги имам, вие потврдите или коригирате ме, значи за глувите лица 4000 денари, паричен надоместок, а за додаток за слепило 7000 Да, за слепило и мобилност. Значи, нешто е помала 100% телесен инвалидитет. Така. Нешто е помала износот за глувите лица, али тоа се посебни права, да се разбереме, ќе ги споменеме во понатамошниот тек на разговорот. Меѓутоа, велам, ова е постојана парична помош која исто така, туѓата нега се извинувам, е едно право кое се однесува токму за лицето на кого му е неопходно, потребно придружба од друго лице. Болестите можеме да ги наброиме, ги има во законот, навистина квадриплегија, парализија и сите тие работи, и зависи од висината, затоа што не е врзана, например, туѓата нега со пензијата, пензијата од работен однос.
Пензијата не смее да биде повисока од 22.000 и нешто денари, како би можело да сите оние пензии кои се под овој износ, овој паричен надоместок го добиваат, велам пак, независно од пензијата, од личните примања во семејството. Важно е да на лицето му е неопходна оваа помош. Одиме понатаму. Зборуваме за постојаната парична помош. Правото на постојана парична помош има лице неспособно за работа и материјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за своја екзистенција врз основа на други прописи. Неспособно за работа во смисла на овој закон се смета лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и лице со комбинирани и други пречки во развојот, кое заради степенот на попреченоста не може да се стекне со образование, како и лице со телесна попреченост, поради која е неспособно за работа, лице душевно заболено и лице со трајни промени во здравствената состојба, поради која е неспособна за работа. Самохрана жена за време на бременоста 1 месец пред породувањето и самохран родител согласно со законот за семејство до 3 години возраст на детето. Дете без родители и родителска грижа, кое не се штити врз основа на правото на сместување, кој нема приход врз основа на имот и имотни права и не остварува средства врз основа на други прописи, но најмногу до 18 годишна возраст и лице постаро од 65 години. Значи, сосема нешто поразлично, поразлично од социјалната парична помош и условниот паричен надоместок. Така. Значи, се однесува за неспособноста за работа за лицата над 26 годишна возраст од ова право. Се мора да се донесе наод оценка и мислење која утврдува стручна комисија која може да биде при јавна установа, која во рамки на својата дејност третира проблеми од областа на психофизичкиот развој на лица со одреден вид на попреченост или на други лица. Значи, конзилијарно мислење, односно мислење од некоја јавна установа која утврдува оваа навистина широка лепеза на болести и состојби во кои може да се најдат луѓе. Значи, се работи овде, за разлика од социјалната парична помош, каде што имавме работоспособни лица, овде се апсолутно лица кои се неспособни за работа по било каков основ и кои не можеле дури да се стекнат со било каква квалификација. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Да, во Живот сме и денеска. Со доктор Маљановски зборуваме за социјалната помош. Овој пат темата ни е постојаната парична помош, да се задржиме околу висината на паричната помош, колку таа изнесува. За разлика од туѓата нега, каде што има исто едно право, кое е износот од прека 4200 денари за потешките облици на влошена здравствена состојба и оние пониските, кои од прека износот е околу 3700 денари, висината на постојаната парична помош за носителот на правото, значи постои овде можност дури и дел од семејството, односно целото семејство да биде опфатено со висината на паричната помош, изнесува 3502 денари за еден за лицето носител, односно лицето кое е прогласено за неспособно за работа и кој е корисник на постојаната парична помош. Постојаната парична помош се зголемува ако има еден соуживател за коефициент од 0,40, за 2 и повеќе висината на правото се зголемува за 1. Навистина, ова право во глобала е поприлично големо. Меѓутоа, ова право кореспондира и со другите права на кои не им еускратено ова право, кои и кога во глобала ќе видиме ќе постои реална можност да значајен прилив на средства дојдат во семејствата каде корисниците на ова право живеат и функционираат.
Исто така условите се прилично едноставни. Комисијата се врзостува на документацијата и може би личен преглед да се направи на подносителот на правото, донесува наоти мислење и правото веднаш се исплатува. Реално постои можност да контролни прегледи, односно исто така и редовните посети на вработените во Центарот за социјална работа, каде што ги заобиколуваат овие луѓе. Заедно со Министерството за здравство, дел овие луѓе се посетени во нивни домашни услови, независно дали во рурална или урбана средина, и да на еден начин во нивните домови, бидејќи дефинитивно овие луѓе претежно престојуваат во своите домови и ја согледуваат нивната здравствена состојба, нивните потреби понатамошни и се обидуваат колку што во нивната моќ да им помогнат колку што можат согласно позитивните законски прописи. Дали тука имаме проверка на состојбата, на здравствената состојба? Така, има проверки во зависност од болеста, заради тоа што има болести кои современата медицина дефинитивно нема да може да во овој момент не може да ги излекува. Меѓутоа има болести каде што реално постои можност за излекување и таа проверка се прави со контролни прегледи во овие установи или во рамки на центрите за социјална работа во некој погодно време, еднаш во годината 2 пати, или решенијата се на неограничено, односно корисникот до крајот на животот може да ги користи овие права. Еве има тука уште нешто што би било убаво да го истакнеме на сајтот на МТСП. Вели право на постојана парична помош може да оствари и лице неспособно за работа кое има имот и кое склучило договор за доживотно издржување со Центарот за социјална работа. Претпоставувам ако нема со кого да живее, така? Така е, значи ако е носителот на правото сам, има стекнато некаков имот, стан, куќа или има имот по смисла на земја, постои реална можност и сме имале доста случаи каде што се отстапува имотот на Центарот за социјална работа, односно на државата на Република Македонија, и тој имот понатаму исто така се трансферира, односно се дава на корисници на социјална помош, на корисници на постојана парична помош, на луѓе кои во еден момент останале имаат потреба од таков начин да живење. Што уште имаме да додадеме врз Малјановски околу постојаната парична помош? Дали ни остана уште нешто? Па јас мислам дека санкциите не би сакал да ги споменувам во оваа ситуација, заради тоа што тие може да се видат на сајтот на Министерството за труд и социјална политика, односно Законот за социјална заштита. Веројатноста да се направи, односно да се погреши е многу мала, имајќи во предвид дека лекарските комисии покрај личниот преглед се базираат на наудите и мислењата од лекуваното лице. Знаете што, сите овие наши излагања се со апел да лицата кои чувствуваат потреба за некој од ово право да ги упатиме во Центарот за социјална работа, и да имаме што помалку лица кои не се запознаете, односно да ги запознаеме со правата од областта за социјална заштита. Јас не велам дека имаме 100% покриеност на државата, заради тоа што ако некој не сигнализира, а сигнализираат, велам од најотворено од местните заедници, од општините, од основните училишта, од комшии, ни сигнализираат. Ние сме во центрите сме многу мобилни, имаме мобилни екипи, односно социјалните работници, педагози, психолози со возила ги посетуваат и во многу места кои што се недостапни, меѓутоа стигнуваме и до тие места и на тој начин се обидуваме да согледаме на вистинската состојба и да соодветно помогнеме колку се границите на нашите можности, а знам дека се доста големи по секој случај. Јас би сакал да би продолжил исто така со едно право кое релативно
државата, веројатно, мислам, граѓаните на државата многу малку го познаваат, а паричната помош која се доделува на лицата азиланти, односно на лица на кои им е признато правото на азил, ги немаме многу, меѓутоа, сакајќи дека е признаето, официјално е признаето правото на азил, се обидуваме овие лица да ги адаптираме и државата го препозна овој проблем и во соработка со УНХЦР лицата се идентификувани и на овие лица им следува помош се до нивно евентуално вработување, заради тоа што и тие имаат право на вработување. Која е паричната помош е согласно член 53. Јас ги користам оригиналните текстови од законот заради тоа што да не се направи прво грешка и да не бидат информирани погрешно слушателите на емисијата, а да биде навистина правата информација доставена до нив. Што се утврдува? Се дава основна парична помош е од прилика 18% од просечниот личен доход на во Македонија. Така. Колкав е износот? Ако бегалецот, односно азилантот, има еден соуживател, тогаш овој износ е 23%, а ако има два или повеќе, тогаш е 30% од просечниот личен доход утврден на ниво на држава. Средства кои ги одвојува државата, покрај овие средства во секој случај се плаќаат и нивни станарини, ако не се во камповите кои се наменети за азиланти, ако ги третираме како временно раселени, со можност за временно вработување на пазарот на трудот и навистина и оваа, да не кажам маргинализирана група на луѓе е сепак опфатена во системот на социјална заштита, зашто нашата држава добива во суперлативи, односно пофалби за нивното евентуално адаптирање во согласно со позитивните законски прописи. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Уште околу 10 на минути сме во неновото издание на Живот со доктор Маљановски. Што ни преостана, доктор Маљановски? Ја би сакал да прозборам за две права, односно се релативно нови. Неколку години се, 2-3 години, за кои навистина сме горди што ги воведовме, а се работи материјалниот надоместок за слепило и мобилност, кој е навистина релативно висок, се изнесува 7.000 денари месечно. Да, малку предходно. Да, веќе го споменавме, ама сега ќе образложите. Како индивидуално право се однесува. Се однесува за лица кои наполниле 26 години и кои се 100% слепи и исто така се 100% не се во можност да се движат, односно се приковани за столица или кревет. За кои лица се наменети? Тоа се лица со исто така и со квадриплегија или со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, кои користат инвалидски колички и поради кои не се во можност за никакво движење и за лица кои се 100% слепи. На кој начин се добива диагнозата? Односно барањето се поднесува во центрите за социјална работа, кои ги упатуваат на матичниот лекар. Матичниот лекар закажува
преглед, конзилиарен преглед во еден од специјално одбрани комисии кои се на територијата на Република Македонија. Конзилиумот го прегледува барателот и после позитивно одреденото решение кое се изготвува во рамки на центрите за социјална работа се воведува во списокот на корисници и еднашка во месецот ја добиваат оваа исклучително по мене прилично висока материјална надокнада, значи се работи за слепило и мобилност. Нешто слично право е правото за глувост, меѓутоа каде што материјалниот изнесок, односно надоместокот е 4000 денари, исто така секој месец. И тоа е согласно членот 84 став Законот за социјална заштита. Правото на додаток за глувост се остварува во основа на конзилиарно мислење од најмалку 3 лекари специјалисти од соодветна специјалност од терцијална здравствена установа, универзитетски клиники во Скопје и другите соодветни институции во рамки на системот. И значи се однесува за лица кои се потполно глуви и на кои за било какви нивни потреби им е потребен толкувач на знаковен јазик. Покрај овие права ние се обидовме и во завршна фаза сме, али навистина во завршна фаза да преку Брајовото писмо кое се однесува и за најчесто за слепи. Сакам да го кажам како еден извореден проект беше одбележувањето на лекарствата, на сите лекарства што се во продажба во државата и навистина една многу благородна мисија која се обидуваме да ја до крај изведеме. Така исто е и со огромен дел на претварање на литературата на специјални носечи на звукот кои од класиците до бајки би можело во фатени скоро сите. Да, лично јас бев дел од тој проект. Ве потврдувам една мощна убава. Баш ме радува, навистина и многу благодарна работа, каде што ќе се обидеме што е можно да опфатиме поголем број на дела од класичната литература. Така. И сега имам уште многу кратко време, доктор Малјановски. Не успеавме да споменеме се од правата од областа на социјалната заштита. Рековме за следна прилика и детската заштита ќе споменеме. Што ќе истакнете вие вака како за крај да го заокружиме? За крај ја би сакал едно право кое навистина го имавме можност да го видиме и да го осетиме од пред неколку месеци, тоа е еднократната парична помош, која максимален износ е 30.000 денари. И исто таа може да биде доделена и во натура. За кои лица се однесува? Се доделува на лица или семејства кои се нашле во положба на социјален ризик, како и на лица и семејства заради претрпена природна непогода или епидемија или подолго лекување во здравствена установа. Како што реков, максималниот износ е 30.000 денари. За жал и вакви случаи имаме не кажувам дека е голема, меѓутоа и 30.000 денари помагаат во некои најургентни случаи. Тоа се случаи на поплави, тоа се случаи на пожари, тоа се случаи на лекување во странство. И тогаш државата влетува со оваа помош, што е можно побрзо и врз основа на документацијата, односно записник од поплавите, што за жал ги имавме и ние пред неколку месеци. Министерството врз основа на законските акти ги подели, значи првата помош што беше еднократната парична помош. Тоа беше сепак првично. Првично, само првично, а после дојдоа процеси. Тоа што знаете, што после претрпен ваков елементарен шок, што се вели,
луѓе остануваат без денар во своите новчаници и навистина е неопходно потребно што е можно побрзо да добијат од некаква помош. Како што и законот предвидува, оваа помош може да биде и во облека, во потрештини, најразлични потрештини, све зависи од моменталната состојба и резервите што ги има во складовите на Министерството за труд и социјална политика, при што би сакал исклучително во оваа ситуација да споменам и соработката со Црвениот крст, кај што упаѓа во вакви најрадикални, би кажало, и трагични случаи. Понатака нормално продолжуваат активностите околу помагање на семејството, меѓутоа ова помош еднаш, како што кажува е самото име, еднократно се доделува и се доделува во најитни ситуации во нормалното живење на човекот. Дали со ова би сакале да завршите? Имаме уште Јас наистина апелирам јас апелирам да било какви прашања, веќе ги споменавте телефоните и можеби кај нас тука во радиоемисијата исто така се снима, да бидат доставени и евентуално нејасноти до центрите за социјална работа во врска со помошта, заради тоа што да вистина бараме и сакаме да овие лица во висок социјален ризик бидат што помалку и бројчано. Меѓутоа, од друга страна, сакаме да правата, односно правата од областа на социјална заштита одат на право место, на оние што се загрозени и за жал кои постојат секаде во светот, па и кај нас, и да се обидеме на еден начин да им помогнеме, затоа што мисијата на постоењето и на секоја држава е да им помогне на своите граѓани во нивното живење во секој случај. Доктор Маљановски, ви благодарам што денеска бевте дел од живот на Радио Слободна Македонија. Благодарам на вас. Се слушаме за 7 дена повторно. Се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник на емисијата доктор Крсте Маљановски, водител Рашила Гинова Карафиловски. Датум на емитување 23.10.2016. Техничка реализација Дине Вучков. Продукција Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција. До слушање. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашила Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.